Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. 250 години од раѓањето на Кирил Пејчиновиќ, одбележани со свечена академија и музичко-културна програма, збогатени со ликовна изложба. Топлото време го зголеми обемот на работа во тетовската итна медицинска помош. Општина Гостивар летово преку промотивна кампања ќе се обиде да ги привлече туристите да го посетат градот и околните места. Прогласувањето на Шарпланина за национален парк го поздравија сите здруженија кои со години се залагаа ова подрачје да биде заштитено. Сега треба да се формира национална установа која ќе раководи со него и да се изработи план за управување. Донесувањето на ова законско решение значи заштита на природните вредности, но и социоекономски придобивки за населението кое живее во шарпланинските села. По 63 години земјава доби уште еден национален парк. Со прогласувањето на делот Шарпланина за заштитено подрачје, истото се стекна со статус на природно наследство. Законското решение треба да обезбеди заштита на природните вредности како и добра од јавен интерес. Според Фросина Пандурска, драмаќин од Македонско еколошко друштво, ова е историски момент, но допрва следува период во кој треба да се формира установа која ќе раководи со паркот. Ова е навистина историски момент за владата, за институциите кои што беа вклучени во овој процес и за невладините кои што постојано лобира и го поддржуваа прогласувањето на Шара за национален парк. Во периодот кој што следува, во следните месеци се очекува да се формира јавна установа Национален парк Шарпланина, која што ќе треба да ги има потребните капацитети за заштита на природата и зачувување на природните ресурси на Шарпланина. Спроведените анкети на терен покажаа дека граѓаните сакаат ова подрачје да биде заштитено, но тие треба да бидат вклучени во понатамошниот процес, порачува председателот на платформата Пријателите на Шара Метин Муареми. Тоа што ќе и претходи на целиот настан е креирањето на планот за менаџирање за следните 3 години. Затоа би апелирале во следните месеци, иако законот е донесен, значи останува многу работа, бидејќи со самото креирање на планот за менаџирање ќе представува вклучување 100% на граѓаните како тие сакаат во иднина да го гледат националниот парк и што за нив представува, кои ќе бидат можностите, границите и така натаму. Во националниот парк ќе бидат вклучени 30 села со нешто повеќе од 26.000 жители, при што се очекуваат голем број придобивки, не само кон зачувување на природата, туку и социоекономски. Освен рурален туризам, Шарпланина нуди одлични можности за развој на повеќе форми на туризмот, за кој дури и не е потребна инфраструктура која би ја нарушила природната убавина, вели Бошко Видоевски, долгогодишен планинар. Такви форми се сакако алтернативниот туризам. Тука спаѓаат планинарењето, планинското трчање, велосипедизмот, алпинизмот, параглайдеризмот. Друга форма која што се препорачува со студијата за валоризација е руралниот туризам. Селата кои територијално се дел од новиот национален парк треба да привлечат нови туристи на кои би им било доволно тоа што самата Шарпланина е ставена на мапата на национални паркови во светот. Затоа потребно е да се доистражи ова поле, бидејќи потребни се насоки за едукација на населението и за развој на капацитетите во селата кои што треба да ги примат утре идните туристи во полето на руралниот туризам. Масовниот туризам како една форма за која е потребна малце поголема инфраструктура која би ја нарушила посебноста на Шарпланина, не се препорачува, бидејќи се препорачува да се затвори, да се ограничи само на територијата на ски центарот Попова шапка. Со усвоеното законско решение се очекува да се стави крај и на нелегалните активности на Шара, но ќе биде потребно повеќе време.
се уништува природата на многу различни нивоа, почнувајќи од илегален лов, илегална сеча, илегални градби на теренот и ние искрено како представници на еколошките организации сметаме дека со воспоставувањето на една силна институција ќе се стави крај на сите овие уништувања, меѓутоа за сето тоа ќе треба едноставно време. Со новиот 4-ти национален парк во нашата земја, вкупната површина на заштитени подрачја на национално ниво ќе изнесува 13,2%. Вековите на нашето постоење, традициите и корените на македонецот, збрани во најмалиот етнолошки музеј во светот, во Тетовско џепчиште. На оваа тема работеше Милена Вучевска. Во време кога се спори македонскиот идентитет, постоење, корени, во само 15 на метри квадратни во најмалиот етно музеј во светот, во Тетовско џепчиште, се збрани вековите на нашето постоење. Преку 2000 експонати, сите поврзани со нашата Македонија. Овде традициите и корените на македонецот доаѓаат до полн израз. Симеон Златев Моне, кој неуморно со децении го собира и чува ова непроценливо историско богатство, вели дека залудно е зборувањето и натегнувањето на политичарите, кога фактите говорат поинаку. Македонија е многу чудна земја, необична, затоа кој кажуваат библиска и некој може не верува, ама еве доказите. Не треба да се зборува многу, може и ја не треба да зборувам многу. Вие треба да ги снимате предметите, да ги фотографирате и тие сами зборуваат. Нема што да се каже. Јас што ќе кажам, може и да погрешам, а предметот што постои, го гледате, може да го снимате, да го мерите и тој зборува сам за себе. Староста на предметите од пред нашата ера па до денес. Секој експонат со своја приказна и посебен. Најмалиот предмет е гумено гласачко топче, најголем бакарна софра, најстар пак овој камен од вулканска лава од Кратовско, стар неверојатни 25 милиони години. Овдека нема што нема. Ова е вистина. Од материјалите, има сребрени, бакарни, керамички, дрвени и така натака. Нема само златни предмети, а сите предмети се злато. Мислам или фантазирам дека утре, заутре ќе се најде, државата ќе најде на некој начин можност за да овие предмети од историско, етнолошко значење за Македонија ќе најдат свое место, простор, за да може да дишат на свој начин. Некако јас сега што ги поставувам. Илјадници посетители поминале во изминативе 3 децении во музеот. Моне конкурирали за Гинис, но одговор се уште не добил. Сепак, за него најважно е неговата мисија да продолжи, бидејќи, како што вели, неговата мајковина, библиска Македонија, заслужува и повеќе. Наместо на улица, оставени без храна и грижа, кучињата да имаат топол дом и да станат миленици на кои им се дарува внимание и љубов. Ова е апел на ветеринарите кои сметаат дека на ваков начин ќе се намали бројот на кучиња скитници, а воедно ќе се внесе радост во семејството. Стручните лица даваат и совети за заштита на животните од високите температури. Изреката кучето е најверниот пријател на човекот е одамна добро позната. Голем дел од луѓето со љубов и внимание чуваат домашни миленици. Од друга страна, не е занемарлив бројот на кучиња скитници по улиците. Таква е сликата и во Гостивар. Ветеринарите оценуваат дека гостиварци се грижливи сопственици, кога станува збор за миленичињата. Сепак сметаат дека е неопходно да се подигне свеста за вдомување на уличните кучиња, кои ги има значително, а се оставени сами на себе. Оваа опција се овозможува преку стационарот за третман на кучиња скитници, кој функционира подолго време во Гостивар. До сега немам видено случај на напуштање, барем не тие луѓе што доаѓаат, ги лечат и ги третираат кучињата кај нас во нашата амбуланта. Меѓутоа, пак би рекол, добро е да се развие малку свеста, за да почнат да се вдомуваат кучиња, улични кучиња, затоа што
многу од овие улични кучиња се многу паметни, многу добри, мили суштества и би сакал да најдеме начин и тоа да го направиме. Во однос на заштитата на домашните миленици на лето, кога владеат високи температури и опасност од топлотен удар, стручните лица даваат неколку совети за собствениците со цел да се намалат ризиците. Топлото време носи проблеми со топлотни удари и сончаници. Значи, прва работа е никогаш немајте да ги шишате кучињата, затоа што на зима држат топло, а на лето држи поладна температура влакното. Тоа е прва работа. Втора работа, чувајте ги под сенка, никако да не ги шетате во топлите часови, попладневни часови, кога температурата е многу голема. Знаете дека кучињата немаат потни жлезди и многу брзо ја дигаат температурата и после доаѓа до проблеми со топлотен удар и сончаница. Според процедурата за третманот на кучиња скитници, по заловувањето тие се прочистуваат, вакцинираат и стерилизираат. Одредено време остануваат во стационарот, пошто има две можности: за вдомување или да се вратат на местото каде што биле најдени. Музичарот Никола Димовски Тмница одбележува 40 години музичка дејност. Јубилејот ќе го прослави со тоа што на тетовци ќе им понуди концерт на отворено, на градскиот плоштад. Концертот ќе се одржи на 5 јули во понеделник. 40 години песна, музика и пријатели. Музичарот Никола Димовски, уште познат како Тмница, одбележува 40 години музичка дејност. На сите кои биле со него како поддршка, соработници и љубители на музиката, ќе им се заблагодари и ќе ги почести со јубилеен концерт, кој ќе се одржи на 5 јули на Тетовскиот градски плоштад. Тетовци најмногу го знаат и како основач на детскиот фестивал Јаболчиња, кој прерасна во вистински бренд на градот. Самиот проект, насловен како јубилеј, 40 години Тмница, под наслов Вистина, тоа е песна која што ја имам напишана за мојот син. Текстот е на Слободан Карничевска, музиката е моја. Тоа е еден проект прикажан, тоа нема да биде, например, сега проектов CD, нели? И сега забавно, ај сега народ. Не. Ја кој свирим у ресторан, ја свирим народна, и доаѓа на следната маса, и тој ми вика, ај се Ѓоѓе Балашовиќ. Ѓоѓе Балашовиќ не е народно, ама ја свирим. Така, значи ќе биде емоцијата повржана, како што иде песната, после тоа може да ја слушнеш и од Клинт Иствуд, Stop the Train. Таа е исто ја имам изработано, да. Ме сеќаш? Значи, тоа е непосредно, нема, значи, место како е направена музиката за да иде по дел на CD-то. Например, народно па забавно нема. Како што ќе дојде, така ќе си иде песмата по азбучен ред. Како што суме, да. Сега, на концертот сигурно нема така да биде, затоа што концертот треба, се работи на концертот, пробите се во тек, ќе се изработи, најверојатно ќе се оди народниот дел во живо, а забавниот дел, бидејќи забавниот дел посакува многу повеќе работа, немавме време, и сега го правам концертот заради тоа што не знам како ќе биде после месец ден. Сама тоа пака болест, не знаеш да е рад, ќе знаеш против кого се бориш, не знаеш кој ќе те нападне и што ќе биде. И сега мора да се направи, ќе одам на полуплейбек. Значи нема да биде плейбек. Полуплейбек ќе биде матрицата, пратечките вокали, али вокалите што се пеат ќе бидат во живо. Тие 40 години беа проткаени 17 години со шарпланинци, веќе 9 или 10 години со тетовски тамбураши, и умеѓу време сум творел, значи сум компонирал. Пред 6 години се вработи во ова студио Тмница, како вработен, функционира, колку што можеше да функционира за време на пандемијата, ама тоа е отворено исклучиво само за луѓе кои што ја сакам да снимам.
Ја не го отворив студио за да земам куз неколку пари и да доаѓа секој да ми пее овде. Најголемата гордост моја е што сум пред се горд тетовченец, што сум човек кој што низ кој поминале илјадници деца, низ кој поминале стотици музичари. Мојата мисија не завршува тука. Значи, се останам тука во Тетово. Јаболчиња ќе постои све дори можем да зборим ја, све дори можем да творим ја и Тъмница ќе остане за секогаш Димовски Никола, така ми е, има луѓе кои што не знаат како ми е право име. Ќе остане, се надевам, по доброто, а моето е за да им возвратам со овој проект. Тоа се луѓе кои што биле годиништа со мене во ресторани, па ја барале таа песна. За тој човек ја имам посветена песна на CD-то. Се не пишува за кого е. Самите ќе си се пронајдат. Тъмница започнал да се бави со музика уште од дете. Љубовта кон музиката прераснала и во негова професија и најголема пасија. Во понеделник, под отворено небо, сите почитувачи на неговото дело ќе може да уживаат во неговата музика и несомнена харизма. Годинешното издание на Галичката свадба ќе се одржува од 16 до 18 јули. По сите старински обичаи и традиции, љубовта ќе ја кронисаат Филип Бундовски и Катерина Илиевска. Во Галичник повторно ќе ечат зурлите и тапаните. Минатата година, поради ковид пандемијата, надалеку познатата Галичка свадба беше откажана, но летово традицијата во живописниот Галичник продолжува. Манифестацијата ќе се одржува од 16 до 18 јули, а младенци се Филип Бундовски и Катерина Илиевска. Настанот ќе се организира согласно протоколите за заштита и спречување на ширењето на COVID-19, кои ќе се применуваат за организација на настани на отворено, за што ќе дадеме и наш придонес, соопштија од местната заедница. Филип и Катерина ќе ја кронисаат љубовта по сите старински обичаи и традиции. Тие беа избрани за зет и невеста на Галичката свадба лани, а желбата да бидат галички младенци им се исполнува годинава. Свадбарските обичаи почнуваат со пукање 3 пушки од балконот на куќата на зетот, веење на свадбарскиот бајрак, продолжуваат со играње на свекрвино и невестинско оро. Офаќаат традиции како канење на починатите, канење на кумот, бричење на зетот, гледање низ прстен, земање на невеста и други. Галичката свадба се организира под покровителство на председателот Стево Пендаровски. Секторот за внатрешни работи Тетово превзема мерки за откривање и санкционирање на странски државјани кои непријавено престојуваат и работат во Полошкиот регион. И оваа година секторот за внатрешни работи Тетово, покрај другото, континуирано презема мерки за откривање и санкционирање на странски државјани, кои непријавено престојуваат и работат на подрачјето. Станува збор за така наречени економски емигранти, најчесто од соседството, кои најмногу од април до октомври извршуваат градежни или земјоделски работи, претежно во селата. Во изминатите 5 месеци биле законски санкционирани 21 странски државјанин, од кои 15 од Република Албанија, 5 од Република Косово и 1 од Република Србија. Против нив изготвени се соодветни поднесоци и депортирани се во матичните земји. Минатата година пак вкупниот број на странски државјани и легалци со непријавен престој или незаконско вработување изнесувал 92, повторно најмногу од Република Албанија, 16 од Косово и уште неколку други земји, како Иран, Бангладеш, Пакистан, Сирија и Мароко, но тие само транзитирале низ подрачјето. Странските државјани на различна возраст, од 17 до 55 години, претежно ги ангажираат поединци за градежни или за полски работи, а минатите години некои од нив неретко се сомничеа и за инволвираност во криминални активности, пред се во кражби и тешки кражби. Меѓународен турнир во одбојка на песок првпат се одржува на спортските терени на Универзитетот во Тетово. Надпреварите започнаа вчера, а финалето ќе се одржи утре. После макотрпна работа, некако се изборивме да биде нешто на едно интересно, врвно ниво. Турнирот моментално се состои од 8 екипи.
До вчерашниот ден имавме 16 екипи, но малку не спречи короната, малку имаме екипи тука, веќе се тука, но се по болници, затоа што има некој стомашен вирус. И сме моментално 8 екипи, 2 групи по 4, кај што ќе се игра секој со секого. На крај ќе има разигравање на третиот да се даде шанса со вториот од другата група да се издвојат полуфинални и финални финалето и за трето место. Овој турнир се одржува во дворецот на Универзитет во Тетово, кај што секако им благодариме многу за целата поддршка што ни ја пружија, бидејќи сме двајца организатори и е голем залак, но ете си изборивме нешто да биде добро. Овој финалето ќе се игра во недела во 7:15, претходно за трето место, претходно полуфиналните, но сабајлето ќе има разигравање, третиот со вториот од една група и вториот со третиот од другата група, да се даде шанса на третиот ако случајно успеат до победа да играат полуфинале. Наградниот фонд годинава ни е, да речем, доста интересен, кај што ќе биде за прво место 600 евра за медали и пехари плюс, за второ место 400 евра медали и пехари и за трето место 200 евра медали и пехари. Први put smo ovde, došli smo na poziv mog druga i velikog prijatelja Darka Angelovskog. Прв пат сме тука. Дојдовме на покана на Дарко Ангелски со кого игравме заедно во Будва во 2019 година. Првиот впечаток за организацијата е одличен, организирано на добро ниво, со оглед на тоа дека е национален турнир, има и странски екипи. Долго не сме играле заедно. Сега се надеваме дека ќе оправдаме старата слава. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова саботно издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд.